Ни престојат возбудливи 20 на минути со автомобилскиот спорт. Денеска во Пробиштип во организација на Автомото Сојузот на Македонија и Автомото Друштвото Злетово, во кругот на фабриката за акумулатори Злетово се одржа втората трка од државното првенство во автомобилизам на кружни патеки. На тесната патека стартуваа вкупно 29 надпреварувачи во 5 класи, не се возеше само втората класа, бидејќи надпреварувачите се пријавија во третата, а надпреварачите во шестата класа поради незадоволен минимум од 4 возила сепак возеа, но стартува заедно со возачите од петата класа. На оваа трка не се појавија надпреварувачите на Хемпромет, бидејќи се казнати затоа што не пуштија претходната трка исто така на кружни патеки овдека во Пробиштип. За старт се подготвуваат возачите во првата класа, во оваа класа вкупно 8 надпреварувачи. Недобрата стартна позиција за Виктор Арсов, пол позицијата. Тој исто така го имаше и првото стартно место на минатата трка. Како втор стартуваше Љупчо Цуровски со реден број 15, а зад нив се Миле Делев, Тони Джеповски, Јован Панов, Светле Ѓуровски, Стево Костовски и Ранко Станојковски. Актуелниот шампион на ридски патеки Ранко Станојковски стартуваше од последната позиција, меѓутоа не за долго, од круг во круг ги претекнуваше своите конкуренти. Тоа го гледаме токму и во моментот кога го претекнува Тони Джеповски со реден број 17 за да освои петата позиција. Инаку уште во петтиот круг, во шестиот се извинувам, стигна до третото место, а веќе во 10-тиот круг ја презеде и втората позиција од Љупчо Цуревски. На оваа позиција остана до крајот на трката, неговиот мотор сепак не реагираше најдобро, не можеше да се пушти во трка по прво класираниот Виктор Арсов, а инаку мора да се спомене, Виктор Арсов очигледно му лежи теренот во Пробиштип, значи покрај пол позицијата на минатата трка овде во Пробиштип имаше и најдобро време на ридската трка пред 14 дена на падините крај Пробиштип. Инаку не беше Станојковски единствен со проблеми на оваа трка. Го гледаме моментално оттежувањето на Јован Панов, надпреварувачот со стартен број 8. Исто така и Миле Делев мораше да ја напушти третата стартна позиција. Имаше проблеми со менувачот, а исто така меѓу оние со проблеми се вбројува и Стево Костовски. Значи, Виктор Арсов победник во првата класа, зад него Ранко Станојковски, сепак тој е јунак на денот од 8 на втора позиција. На трето место Љупчо Цуровски, само да потсетам, Љупчо Цуровски на првата трка овде во Пробиштип победи. Тоа беше црн ден за фаворитите на оваа трка. Овој пат, оние што се откажа го надополнија загубеното, меѓутоа Цуровски останува сепак кандидат за осварување на висок класман на крајот на сезоната во ова првенство на кружни патеки. Да го проследиме и прогласувањето на најдобрите во оваа класа. Имаше пол позицијата, ако не се лажам, и овој пат исто така, но сега за разлика од првата трка победи од крај до цел на првото место. Да, тоа првата трка имав незгода некоја со возилото, имав првата пол позиција, извадев и оваа трка, само сега што повеќе ме користеше среќата и бе во добро темпо. Ранко покажа едно навистина одлично возење од 9-та последна стартна позиција, стигна до второ место во стилот на големите шампиони. Твоја оценка за трката? Трката беше добра, што да кажам, одушевен сум од последна стартна позиција на второ. Имам малку голем, пех со моторот, така да не се десеше пушти во бркање на ја мислев да не се десеше тоа, ќе можев да со Виктор да пружиме нешто поголемо. Поголемо одушевување на публиката дека во Пробиштип. Трет на денешна трка Љупчо Цуровски, инаку победник на првата трка. Љупчо инаку сериозен кандидат за освојување на титула оваа година сега во овој случај. Што да кажам,
трето место и не е така лошо, има успех, закачив ивичњак, бандажот го искривив, така со големи тешкоти го одржав третото место. АХ, веднаш зад него, од трето место на второ изби Мојсија Милосавлевски, зад нив малку заостана, иако имаше втората стартна позиција Здравко Нинковски, меѓутоа не задолго, тој веднаш си ја поврати втората позиција од Милосавлевски, а Пожаренков и во самата трка покаже дека оваа пол позиција не е освоена случајно, ги декласираше своите противници во трката. Убедлива предност оствари пред останатите. Од четвртата стартна позиција стартуваше возачот на Мак Петрол кој настапува под псевдонимот Джордан. Пред него се овие две црвени Сузуки Свифт, меѓутоа нешто подоцна Славчо Тамбурковски беше претекнат, додека Антонио Скендеровски незгодно се изврте на патеката и го оштети инаку својот добро подготвен автомобил и мораше да му се трне на патот нели на надпреварувачот под псевдонимот Джордан. Во оваа трка настапија уште и Тодор Исаиловски и Тони Велевски, меѓутоа нивните автомобили се покажаа како тотално неконкурентни во оваа конкуренција. Го гледаме, значи, моментот од борбата за четвртото место. А ова е правиот дел од патеката, речиси единственото место каде што би можело да се изврши претекнување. Инаку во ист круг трката ја завршија само првите тројца пласирани, значи Пожаренков, Нинковски и Милосавлевски. Веќе четвртиот надпреварувачот под псевдонимот Джордан заостана цел круг. Георги Пожаренков, победник во третата класа на автомобили со зафатен на моторот 2300 кубни сантиметри група А. Очигледно најдобар во оваа конкуренција со исто така најдобар подготвено возило. Ваш коментар за трката, ги оставивте второ пласираниот и трето пласираниот, речи си за цел круг. Па добро, јас првата трка не ја возев, сега прв пат возам кружно, меѓутоа очигледно дека аутото е добро спремено и ми легна. Коментар за трката, дали противниците нешто можеа повеќе? Противниците не знам колку може, али беа изузетно фер. Јас повеќе да ги поминав за цел круг, сите оставаа место, трката беше одлична. Здравко Нинковски, трет на претходната трка, сега втор, значи ако одиме по некоја прогресија, може би да се очекува поголем успех на следниот надпревар. Може се да очекуваме, ние сме сите многу близко и Мојсија Милосавлевски, и Божидар Георгиевски, и Скендеровски. Пред се би се заблагодарил најмногу на Мојсија Милосавлевски за помошта за подготвувањето на аутото и на Ненад Стојановски исто така. Добро го подготвија и го постигнав овој резултат. Благодарам, Мојсија Милосавлевски, победник инаку на првата трка, сега трет. Избегавте за кратко на стартот и имавте втората позиција, меѓутоа пота стандардно на третата. Не знам што ќе кажам. Први ми им честитал на оние кои се позади третото место, значи на останалите учесници на трката. За мене што ќе кажам, кога пари се нема, а спонзори само 2-3 Евро Импекс, пластика, джамаданче, успехот е тој. Значи убедлива победа на Пожаренков, тегот од 105 кг во неговиот автомобил како да не му тежи нему туку на останатите конкуренти. Ова е стартот веќе на автомобилите во четвртата класа, овдека се случи можеби и најголемиот инцидент на денешната трка. Љупчо Цуровски, надпреварувачот кој го видовме пред малку во првата класа, стартуваше и во ова, тоа правилата го дозволуваат со новото возило Honda. Меѓутоа, веќе на
самиот старт на првата лева кривина се случи овој инцидент, блокира задните тркала. Едноставно голем карамбол, возилото на Цуревски налета на другите. Стартот беше повторен, овој пат нели без Цуревски. Од првата стартна позиција Сашо Андреевски успешно го затвори првиот напад на Христаки Давидковски која зграбчи втората позиција. На трето место изби со стартен број 77 Благоја Димитровски, зад него Крста Трајковски од шестата позиција, следува Маријан Кузмановиќ и Марко Кажич. Инаку тој беше поредокот до петтиот круг, веќе во петтиот круг беше оттргнат од патеката поради проблеми Благоја Димитровски. Третата позиција ја превзема Крста Трајковски, втор на првата трка во оваа конкуренција. И на оваа позиција остана до самиот крај. Не видовме голема борба во оваа класа, надпреварувачите се диференцираа со големи разлики меѓусебно. Ова е моментот кога Сашо Андреевски веќе го претекна Марко Кажич за цел еден круг. Значи во трката учествуваа активно 4 возила. Оние двајца надпреварувачи Димитровски и Кузмановиќ, едниот се откажа, а вториот се вклучи дури во 15-тиот круг, значи во втората половина од трката, пред самиот крај, и не можеше ништо да стори околу својот пласман, освен да се надева на и некакво петто место. Победник Сашо Андреевски суверено владее оваа година во хоби класата, втор Христаки Давидковски, а на третата позиција Крста Трајковски, еден од надежите на македонскиот автомобилизам. Четврти Марко Кажич. Голема битка се бие меѓу овие двајца возачи, значи Андреевски и Давидковски, и во првенството на ридски патеки. Дали може би било и најправилно доколку и едниот и другиот забележат по една титула во двете конкуренции. Обајцата одлично возат годинава. Андреевски сепак има многу добро подготвен автомобил. Нема да не зачуди доколку сепак и во двете конкуренции не слави на крајот на годинава. Сашо Андреевски, победник во четвртата класа, најдобар и на ридски и на кружни патеки годинава. Ваш коментар за трката, водете од почеток до крај. Мислам дека беше све во ред, немаше некои проблеми. Стазата беше добро спремена, тоа е било се. Друго не знам што да кажам. Честитки за успехот. Второ место за Христаки Давидковски. Бевте на минатата трка трет, имавте големи проблеми, овој пат без тие незгоди. Задоволен сум, аутото беше спремно, не до крај, али моторот беше сега спремен, оке малце проблеми со кочници, толку беше од аутото и од мене овој пат. Ке видиме, следна трка можда подобро. Крста Трајковски, еден од младите надежи на македонскиот автоспорт. Минатата трка на второ место, сега трет. Значи, тука сте во конкуренција. Добро се, малку има проблеми, али сепак добро се заврши. Немам друго што да кажам. Задоволен сум од се. Не река, околу 3000 гледачи ги следеа надпреварите во Пробиштип. Одлична бројка на која можат да позавидат и останатите спортови. Доста влюбеници во автоспортот во Пробиштип, доста и допатуваа од целава република. А интересна трка видовни во петтата класа. Ова е моментот на самиот старт кога Александар Димушевски од третата изби на втората позиција. Голема борба се води меѓу Димушевски и Витомир Блажевски и во ридското, и во првенството на ридски патеки.
Меѓутоа, нешто подоцна, Витомир Блажевски си ја поврати таа втора позиција, веќе во петиот круг, со еден мал инцидент кој не беше докрај прегледан во судир на, значи, овие два директни конкуренти. Дали од тој судир возилото на Димушевски претрпе некој, би можело се рече, оштетувања, па затоа и не се впушти во понатамошно бркање на противникот, едноставно ја чуваше оваа трета позиција, а за тоа време додека траеше борбата меѓу Блажевски и Димушевски, напред убедливо грабеше Илија Малинковски со возилото Opel Astra, оствари убедлива победа, имаше и најбрз круг, најбрзо време на од сите надпреварувачи на трката. Еве ги гледате и последиците, значи, од тој судар на левата врата на Димушевски. Тој имаше вложено и протест на возењето на Блажевски, меѓутоа сепак на прогласувањето Блажевски беше втор, Димушевски трет, победник Малинковски, а во оваа класа, значи, стартува и на провечето шеста класа Рошев и Георгиевски, меѓутоа не остварија пласман. Четвртиот Милорад Евтимовски беше претекнат од овие тројца за цел круг. Наградите ги врачува. На првата трка во пробишти класата 5 не се водеше овој пат за прв пат, иако можеби нема да се бодува за шампионатот на крај. Сепак ги имаме победниците. Прв Илија Малинковски со возилото Opel Astra. Убедливо. Ваш коментар за трката? Трката помина одлично за мене. Прв бев од почетокот и немав некои поголеми проблеми. Значи никакви проблеми ни со возилото, нити со патеката. На втората позиција Витомир Блажевски се водеше остра битка за второто место. Па би кажал уште на стартот, Димушевски ми влезе од левата страна и после тоа морав некако да го принудам да се повлече од таа позиција и за жал дојде и до еден мал инцидент, една блиска средба меѓу мене и него, али понатака не можев ни да го стигнем Илија Малинковски, покрај големите напори што ги вложи. Свој коментар за настаните во петата класа ке даде Александар Димушевски. Вие избегавте на стартот, го преземавте второто место, меѓутоа во петиот круг по инцидентот до крајот на третата позиција. Да, имавме инцидент, како што кажа Витомир Блажевски. Тоа беше после стартот у првата лева кривина. Навлезе во моето возило и тоа доста добро, што ме отргна од патеката и мора да се задоволам со трето место. Се насе интересен ден во Пробишти под првенството на кружни патеки. Останува овдека да се извози уште една трка, исто толку и во првенството на ридски патеки, последната на водно. Со одвивањето на овие настани повторно ќе другаруваме со асовите на македонскиот автоспорт, а до тогаш довидување и пријатна вечер.